Почитувани гледачи, добар ден. Втор пат ви посакувам во текот на овој ден, утринава, во екот на нашето издание на Утрински печат. Бевме приморани да го прекинеме преносот, да ја прекинеме нашата веќе традиционална емисија, бидејќи добивме дојава за бомба и бевме принудени да се евакуираме од нашите простори кои што се наоѓаат во градскиот трговски центар во Скопје. За среќа, дојавата беше лажна, покрај нашите простори, трговскиот центар во кај што ние се наоѓаме, на повеќе локации. Повторно денеска полицијата беше приморана да ги евакуира граѓаните и да врши инспекција за тоа дали навистина некој подметнал бомба. Тука со мене во студиото се моите колеги Дејан Србиновски и Борјан Бојчев, кои и подобро од мене знаат што се случуваше во текот на денот. Дејан, како беше, дојдоа, ви кажаа дека дека треба да се евакуирате? Така, Срđan. Како што најави емисијата, добар ден, не знам колку беше добар тој префикс да се стави изутринава. Да напоменам дека токму ГТЦ просториите, меѓутоа и сите оние продавници и центри кои што се сместени во овој објект, изутринава околу 8:20 часот беше, дојава за бомба, како што напоменати. Сликата која беше, осетивме на своја кожа како е она чувство кое што изминатиот месец и половина го доживуваат малтене средните училишта и сите оние објекти. Речи си секој ден. Токму така. Секој ден се оној психички стрес, иако засега се овие дојави за бомби се уште лажни и се надеваме дека ќе останат како такви. Притисокот и оној стрес кој што го дава кај обичниот граѓанин, морам да признам дека не е пријатно чувството. Изутринава, иако сите дојдовме на своите работни места и започнавме со она рутинска понеделничка работа, сепак бевме прекинати. Полициски сили, меѓу кои и антитерористичката единица на МВР, бевме известени дека мораме да ги напуштиме своите работни места и да излеземе надвор, да се евакуираме практично во делот на плоштадот. Таа процедура беше толку молневита, не верувавме дали е шега или е вистина за ова случување, дека токму ГТЦ е новата локација. Прв пат е ова. Прв пат, да. Интересно е што е и ние како медиум овде Слободен печат прв пат за сега, колку тоа е добро или не знам како да се искоментира во еден медиум сликовито се случи она што се случи изутрина. Се надевам дека ќе остане и како прв и единствен медиум и вакви некои закани нема да има и во другите медиумски куќи, бидејќи тоа би другачие би се сватило. Накратко од она што можем да кажеме дека видовме и луѓе и вработени како трчаат Срđan надвор. Да, и објавивме на така и на нашиот портал и сега може читателите и гледачите да видат се она од секој миг во секунди како се случуваше евакуацијата на луѓето вработени во ГТЦ. Целиот трговски центар. Така, да. Не можеме ова да го окарактеризираме како напад врз слободата на новинарството и медиумите, бидејќи ние сме само еден мал дел, ние сме физички присутни во градскиот трговски центар и претпоставуваме се уште дека ГТЦ е цел на лажните, се уште рековме, за среќа лажните дојави. Ова премногу долго се случува. МВР до сега има едно безуспешно апсење и тука заврши целата приказна. Колку време ова може да се толерира? Колку време ова може вака да
Среќан, функционира не градот? сум експерт искрено и не би можеле нели да кажеме било какви некои претпоставки што би значило за безбедноста и за обичниот граѓанин и општо за сликата во државата, но можам да потврдам од она што нели нашите соговорници и кои што изминатиот период беа впрочем и гости во нашето студио каде што они говореа дека ова е сепак ние сме дел од таа некоја коцка регионална поширока како сакаме да именуваме од тоа некои хибридни закани. Изутринава нели покрај Македонија вестите беа дека и во Подгорица исто беше центар на ваква една лажна дојава. Србија, ако не се лажам, Србите веќе Албанија. Ево, баш ми е прашање за колегата Бојчев, кој многу ги следи настаните од светот и во регионот. Ако не се лажам, почнавме со Србија, па Хрватска имаше еден период, па дојде Македонија наред, сега е Црнагора. За многумина има врска некаква со украинската криза. Па да, како што кажа ти и колегата Дејан, регионот е доста во последно време е доста голема цел на овие лажни дојави за бомби, засега лажни. На почетокот беше Белград, десетици училишта и трговски центри беа евакуирани, потоа беше Загреб, па како што рече ти Скопје и Подгорица. Да, како што веля и експертите од Србија, ова се веројатно некои надворешни има некоја поврзаност од надворешната политика на регионот во врска со ова руска инвазија на Украина. За сега тоа се само некои шпекулации, нема потврдена таква информација дека ова е се поврзано со таа поддршка која земјите од Балканот ја даваат на Само да кажам Македонија. дека може да се На видат снимките тоа како луѓето се евакуираат од градски трговски центар. Боријан, продолжи, извини. Да, ова да се надоврзам на ова, ситуацијата беше доста, па да не речам, интересна во нашата редакција. Нашата колешка кога влезе панично во редакцијата да ни каже дека всушност има дојава за бомба, најпрво мислевме дека тоа е некоја шега и дека се посмеавме за момент, но изразот на нејзиното лице беше доста сериозен и тука разбравме дека навистина има некаква дојава за бомба. Брзо се евакуиравме и како што направив муабет со некои од граѓаните кои се движеа низ градскиот трговски центар, тие ми рекоа дека имале забранет пристап да влезат во супермаркетите како Веро што е на приземје и во Кам маркета вработените не им дале да влезат да испазарат поради за нивна безбедност. Така што тие 2-3 часа навистина беа доста тензични и за среќа сето тоа заврши и на крај полицијата утврди дека е сепак дојава за лажна бомба. Да продолжам со ова претходново, се уште е рано, мислам да се каже, односно да се прецизира дали ова е навистина поврзано со надворешната политика на регионот кон Украина или е нешто внатрешно. Дали пак можеби дојавите за бомби во Македонија се потикнати од оние што се во Србија и во регионот или пак дали е нешто поврзано. Дали е оригинално, дали е копија, дали е копија, да, останува за полицијата, нели, која дефинитивно. Еве гледаме после време баш и не е нешто премногу агилно околу овие работи. Дејан, ти често имаш контакти со луѓе од безбедноста, експерти кои што ја коментираат нашата безбедностна состојба на Македонија и регионот. Какво е твоето чувство? Дали живееме безбедно во последниот период? Срđan, тоа е тешко прашање, меѓутоа... Ама лесно се гледа. Така. Сериозна е темава, колку институциите и нели оние надлежните смируваат дека на глобално поле Македонија е безбедна земја за живење, меѓутоа токму овие работи кои што се случуваат на микролокацијско ниво го говорат она спротивното.
Превенција за сега ова нема во однос на додека не се најде кој е сторителот. Од она што говорат експертите и во досегашните нивни гостувања во земјава, има неколку варијанти кои што може превентивно да се делува на тоа. Едната од варијантите на нашите соговорници овде кои што изминатиот период беа гости во студиото е тоа што треба да се направи институциите, меѓутоа многу и приватниот сектор да вложува во онаа превенција од овие хибридни закани. Овде кога говорам за оваа проблематика, не мислам на она базичната како просечниот македонец ја сваќа оваа ситуација, инсталирање на антивируси, дека тој антивирус ќе те штити, ќе те спаси од било кој некој вирус или некакви работи. Овде сериозна работа, станува збор за поголема инвестиција, и надградба на своите системи кои што ќе можат да препознат вакви закани, дали е тоа од виртуални или човечка природа, за да може благовремено да се сопре. Тоа е едната насока која што може да се инвестира и дополнително да се поправи. И втората работа е да се влие, односно да се обучува самото население. Секогаш во секоја држава, општество, секогаш има индивидуи кои не се срочени, односно не размислуваат како сите. Тука не говорам и за оние можеби малце подлабински здравствени проблеми или како сакате можете да ги дефинираме во лица, меѓутоа треба да се работи на социјализација токму на вакви поединци евентуално, иако говорам за сега истрагата немаме никакви фатени причинители, кој е причината или сторители, меѓутоа во секој општество, па така и во нашето, има поединци кои што од било кои причини може да се посегнат и да направат по сериозна работа, да загрозат безбедноста. За сега најдобар начин за борба со овие дојави беше кога една директорка, ако не се лажам, другиот ден го прочита најавата за токму така. И едноставно немаше евакуација, немаше реакција и веројатно е пропаднат штосот на тој што сакал да стори нешто. Јас си благодарам, мислам дека дадовме објаснување на нашите гледачи и читатели што всушност се случи денеска во Слободен печат. Мало подсетување дека оние прилози и гости кои што не ги видовте поради тоа што нашата емисија беше прекината, ќе ги видите, ќе ви бидат емитувани и повторно повикани гостите во текот на оваа недела. Ви благодарам повторно за вниманието. Извинете доколку кај некого сме предизвикале панична реакција и ве повикувам утре во 9 часот изутрина повторно да бидете на Слободен печат и да ја следите програмата на Утрински печат. Пријатно.